Нема опасност од покачување на цените на такси превозот во Штип заради ситуацијата на Блискиот Исток. Последните промени во цените од пред 2 месеци содействуваат со моменталната ситуација со цените на горивата, вели Глигор Арцов. Додава дека ситуацијата бурно се следи и доколку има потреба да се реагира, тоа треба да биде во согласност со одлуките кои се носат на седници на Советот на општина Штип. Кај нас цените не може така лесно да се менат како на бензинските пумпи, бидејќи ние сме врзани со советите на општините. Во секој град мора советот да се собере, да изгласа мнозинство, нова цена, поскапа, поевтина. И затоа ќе треба време, но ние веќе околу нова година се качи цената за автотакси превоз во Штип. И цената е солидна, содействува со моменталните услови. Гледаме дека на светските берзи горивото, цената на нафтата падна. Значи, ќе чекаме некој период да видиме што понатаму. Бидејќи не е само и цената на дериватите, значи ние сме поврзани со минималните плати и со репроматеријалите, значи многу работи зависат околу цената на такси превозот. Во моментот треба да се разгледуваат алтернативни решенија, како набавка на нови електрични возила со што такси превозот не би бил зависен од ситуацијата со нафтата. Арсо вели помош треба да има и од државата, бидејќи тоа ќе значи зачувување на почиста животна средина. Ние најдобро е веќе да размислуваме на некои алтернативни работи, да ги искористиме новите модели на возила, евентуално хибриди, електрични возила, со кои не би биле зависни. Секако дека се малку поскапи, но гледате во овој момент сега колку е практично тие што имаат, што би имале, многу лесно ќе се справат со оваа моментална криза, бидејќи како што иде работата, очигледно дека борбата е за дериватите. Цената на нафтата во државата од понеделникот се искачи на 85,5 динари за литар, додека бензините се точат за 5 динари поскапо од претходно.